со нула знаење за бизнисот, со нула знаење за што ме следи, едноставно влеговме во продавница. Јуто како поминува година 2, 3, 5, јас си реков вака не може, јас цел живот продавачка да бидам. И почнав паралелно да се едуцирам, да работам и се тоа што го учев, го применував во бизнисот. Сватив дека освен треба само да се донесе одлука. А кога ќе се донесе одлука, тогаш сите препреки се решаваат по пат. Вработениот треба да го почитуваме како прв пред се како личност, како особа која што има свои потреби, другото после станува плата и се што следува во соработниот однос. Продолжуваме со сериите на подкаст на Кариера МК и Brain 3. Јас сум Дрита Зечири и заедно со Најле Лези ќе го водиме овој подкаст. Ние сме сопственици на Brain 3 и со големо задоволство денеска по прв пат во овие серии. Тука гостин ни е првата, да кажам, жена која е во бизнис, во предприемништво, Даница Личанин Блажевска. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Вака прво како жени нас не интересира секако највише, но верувам и машкиот свет го интересира вие како жена, како сопственик на Рептил. Првиот момент кога се одлучивте да влезете во овој свет, пошто нормално се знае дека жените нели имат обврски и други повеќе од мажите, фамилиарни да се каже, така да кога ја земавте одлуката, кажете ми што на што се сеќавате, кој беше мотивот најголем? Па дамнеш на 96-та година мотивот беше екзистенција. Беше начин како да екзистираме и да имаме нормален живот. Иначе тогаш бев 22 години имав и бев со завршено средна школа од сообраќајен транспортен техничар или наводници отправник на возови. Со нула знаење за бизнисот, со нула знаење за што ме следи, едноставно влеговме во продавница. Мајка ми работеше во центрот тогаш центрот се распадна 94-та година и беа обврзани и им се понуди да се земат дуќаните со се вработените и така ние донесовме одлука, земавме пари на заем и влеговме тераме бизнис, односно да држиме продавница. И се беше тоа една игранка која што ете ќе работиме, ќе имаме плата редовно да земеме, да имаме екзистенција. Јуто како поминува година 2, 3, 5, јас си реков вака не може, јас цел живот продавачка да бидам. И почнав паралелно да се едуцирам, да работам и се тоа што го учев, го применував во бизнисот, односно во развивање на фирмата. Значи прво беше, да кажам, мотивот екзистенцијата, финансискиот аспект, но кога веќе почнавте да влегувате во тој свет, се одлучивте дека сакате да постигнете нешто и повеќе од тоа кај што бевте. И колку што гледаме, мислам тоа се гледа, дека вие цело време се обидувате пак да надоградувате нешто во себе си, за да постигнете уште повеќе од тоа што, нели, од местото кај што се обидувате секогаш да растете повеќе. Па да, тоа е главната цел за успехот, значи како личности, како успешни предприемачи, треба постојано да се надоградуваме, постојано да учиме. Меѓутоа не да биде тоа само за нас, него за целиот тим што работиме со него, значи за сите вработени. Постојано едукација, постојано надоградба, постојано подсетување што треба да направиме. Така да без тоа мислам дека самостално да се одржи бизнис кој што сега веќе 27 години успешно работи, нема друг начин. Даница, она што разбрави е дека еден од клучните успеси за успехот секако е надградување не само на себе си, личен развој и развивање на нови вештини и компетенции, туку и на вашите вработени. Тоа патување вие више 27 години го правите и многу успешно, колку што сите знаеме. Кажете ми, на тоа патување, кои препреки беа онака на кои се сеќавате и кои успешно ги разрешивте? Многу препреки, значи
не е интересна, ако нема препреки. Така е. Така го свативме Тоа учиме. Така го свативме дека така мора да се функционира оваа околина кај што се наоѓаме. Меѓутоа, главната препрека беше пред се кога почнавме и кога сакавме нешто да правиме плюс, беше немам пари. Тогаш немаше банки за кредити да се земаат, многу беше тешко и да се дојде до средства. Меѓутоа, кога отидов 2002 година, 2003 година на првиот курс за успешен менаџер, тогаш сватив дека уствари треба само да се донесе одлука. А кога ќе се донесе одлука, тогаш сите препреки се решаваат по патот. Така да стрикно клучни препреки некои си не сме имале постојано, меѓутоа секогаш сум ги прифаќала како предизвик и како дека тоа така треба да биде и дека треба да се најде модул како таа препрека да се прескокне, односно да се тргне од патот. Тоа е честа и тема на нашите коучинги, индивидуални сесии, али на едукации доаѓаат луѓето обично со проблеми кои ние после ги на некој начин ги сточуваме во предизвици, значи фокусот не да биде на тоа што ни недостасува, него тоа што имаме и да гледаме напред кон одредена цел. Па Даница, дали е потешко да се менаџира со целата, вие сте и собственик и управител со фирма или со луѓето? Колку сега имате вработени, не ме прашам? Сега сме околу 290 вработени. Скоро 300. Каде е поголем предизвик, да кажеме? Како мислите предизвик? Предизвик во управување со човечки капитал и нормално вие како собственик и како управител на Рептил маркетите имате и други обврски, како стратешко планирање. Значи, најголемиот предизвик е за тие жени, односно, пошто 90% во нашата компанија се жени, тие се роднели мајки, сопруги кои што најголемиот предизвик е како нив да ги мотивираме. Како да бидат насмејани, како со задоволство да доаѓаат на работа, како со задоволство да работат, секогаш да бидат насмејани, секогаш весели. Како го правите тоа, Даница? Тоа го правиме со многу љубов пред се кон нив и почитување, пред се и почитување, бидејќи кога ќе ги почитувате вработените, се друго се решава. Кога ги знаете, кога ќе сватиме кои се нивните животни цели, така, и кога ќе се потрудиме да ги колку што можеме да им помогнеме во секојдневното функционирање и во почиток кон нив, да го почитуваш, пошто вработениот треба да го почитуваме како прв пред се како личност, како особа која што има свои потреби и нормално другото посто станува плата и се што следува во соработниот однос. Така да секогаш мотивира вниманието и наградата. Така. Многу ми е драго да го слушнам ова, бидејќи еве вие сте еден свесен собственик на така голема компанија која е ориентирана не само кон бизнисот и кон профитот, туку сте ориентирани и кон задоволството и кон добробит на вашите вработени, што во секој случај се враќа позитивно најверојатно, бидејќи вие и природа на работа е таква да вашите вработени имат и директен контакт со клиенти. Така што дали е само, например, еве многу често слушам дека вработените барат поголема плата, меѓутоа од вашето искуство дали е тоа единствена мотивација која ги мотивира луѓето за да останат на работните места? Ја мислам дека основната мотивација е вниманието и човечкиот однос, но нормално и после следи платата. Меѓутоа, Рептил е компанија која што сега брои 25 продавници со 300 вработени. Рептил не стана компанија со 80 продавници и со илјадници вработени. А зошто? Затоа што нашиот фокус беше на условите што ги имаме, со сопствени средства, да направиме задоволни вработени. Со тоа нашата компанија покажува и протокот на вработените. Значи, ние имаме над 60% вработени кои што се веќе над 20 години работа кај нас. Значи, лојалноста е најголемиот успех за нас. Лојалноста, стабилноста. Значи, имавме ние секакви кризи.
за сите овие изминати години. Меѓутоа, во ниедна криза ние не дозволивме ниеден вработен да остане да добие отказ или да не земат редовна плата или да не бидат испочитувани неговите права. Значи грижа за да, ljudska, да најголемата кажеме, човечка. мотивација е грижата која што ние ја даваме, чувството кон нив, грижата и нормално секогаш наградата. Јас секогаш им кажам на вработените и тоа е јавно и така и функционираме. Ние сме партнери со вработените. Затоа и ние гласиме со маркети со најдобра услуга во градот. Затоа што ако тие не бидат Не се чувстваат дел, не се да. чувствуваат како дел од компанијата, не може да бидат насмеани. Ако не ја делат истата визија, истите Така е, цели со така, вашата компанија. Дали, Даница, вие мислите дека ова, да кажам, овој осет, сега може малце сензитивна тема, но овој осет што го имате за грижата на вработените и повеќето се женски, дали тоа има врска со природата дека вие сте жена и дали тоа што сте жена во бизнис дава позитивна насока во овој дел на, да кажам, на тој осет кон вработените и грижата кон нив? Па не го знам точно одговорот да го кажам, меѓутоа знам една работа дека јас како жена во бизнисот секогаш се трудам да бидам и маж во бизнисот. Така да ние секогаш имавме, нели, некакви кочници во функционирањето, меѓутоа никогаш не дозволив да се повлечеме чекор назад затоа што сум жена. Тоа што го имам чувството кон вработените и вниманието, мислам дека не е толку колку дека сум жена и чувствата што ги имаме, него туку е поради свесноста дека работата е тешка, мотивирачка, да, тешка, меѓутоа не високо платена и за да тие луѓе бидат задоволни да останат да работат, нели, треба да ние ги мотивираме некако. Ако го земеме фактот дека ние во Македонијата имаме средна школа само со 30 деца што завршуваат трговско училиште, и тоа се 30 деца кои што за нас се недостапни на пазарот, и ако ги земеме раскажувањата малски дека секој родител вика не продавачка, подобро оди келнерка биди, што ви пресликува тоа за нас, како ние сме од другава страна, што треба, нели, сепак да ги услужиме муштериите, односно купувачите, а знаеме дека е дневна потреба намирниците од маркетот кога се купуваат. На почеток спомнавте дека вие многу вложувавте во себе, во сопствениот развој и развојот на вработените. Дали е тоа мотивација на вработените? Значи, едукација додатни, значи, дали го чувствува тоа како мотивација, бидејќи од моје искуство, некогаш на почетокот одредени луѓе кои се вработени, тоа чувствуваат како нешто, како напор. Кој е ваше искуство во врска со тоа? Јас само ќе ви раскажам една приказна за да сватите дека ковидот, кога беше ковидот, нели? Да. Сите беа затворени, бевме во карантини, сите беа демотивирани. Меѓутоа јас кажав следно, ќе правиме обука за вработените. Таа обука ќе биде за мотивација, односно за да ги разбудиме малце, нели, да ги извадиме од таа, нели, тој притисок на пандемијата. И кажав, ќе доаѓаат после работа, не за време на работа. Консултантот ме рече, ја не верувам дека некој ќе дојде. Добре. Меѓутоа, верувајте, тоа беше толку успешно, нормално, по заслуга на нашите раководители кои што ги мотивираа вработените да дојдат после работа. Се пишуваа списоци, бидејќи да имавме една просторија која што собираше 30 луѓе, а поради ковид мораше по 15 да ги да ги собираме, да се собираме. Се пишува на списоци, се јавуваа вработените кога јас ќе дојдам на ред. Така да, обуката секако е мотивација за вработениот. Пред се, и дали било за продажба, дали било за нивни личен развој, дали за реорганизација, дали како размислуваат. Дали има многу кои што знаат да споделат вработените да кажат тоа што го учев на обуката ми помогна и дома со децата. Така е. Многу убава порака, Даница, да.
секогаш е бенефит плюс. Може тој вработа нема да остане во нашата компанија, ќе отиде на друго место ќе работи. Меѓутоа јас сум задоволна кога муабетите ќе дојдат до мене, кога тој секогаш ќе ме испочитува и секогаш ќе ме поздрави, ќе ми каже добар ден и да ме раскажува по добро, бидејќи се слуша. Тоа е моje искуство. Од почеток може би има отпор, меѓутоа после секој човек, без обзира на која работна позиција, сака да вложува во себе, сака да се развива и многу ми е драго што сте свесни и освестени во врска со тоа. А Даница, кои сметате дека особини се потребни, кои карактеристики да се биде успешна, не само жена бизнисмен, туку кои особени карактеристики е потребно за да се стане успешен? Па мислам дека прва и основната е да си вреден, Вред. па амбициозен, Без работа. бидејќи без работа нема успех. Так. А тоа се главните две карти. Другото све се учи. Све се учи. Сега посебно во ова денешница. Каде што се достапни интернет и Така. се. Јас кога почнав 96-та, јас требаше да одам надвор од Македонија, кога ќе одевме на одмор, па купував книги на хрватски, на српски, Да. затоа што Да. англискиот така, нели, го Тогаш, владееме да. полесно ние да купиме книга која што Да, полесно да, ќе разбереме, за да прочитаме како да се организира. Тоа е желба, значи треба да се има таа внатрешна мотивација да се направи. За да направиш нешто добро, нели? Да. Знаеш, прво екзистенција, после е амбиција да се остане на пазарот. Одлично. И ваш бизнис е семеен бизнис, Да, семе, бизнис, значи Кои се предизвици во семејниот? Кои се предности, кои предизвици се во кога имаме семеен бизнис, така? Значи бизнисот го почнавме, сопругот имаше едно мало дуќанче, ние бевме дечко и девојка тогаш. И викам, Звонко, ти ќе кажеш каде ќе набавуваме роба. Мама ќе каже како да работиме дуќанот. И така ние влеговме во играта. Пари ни да донесе зетот и влеговме во фамилиарен бизнис. Меѓутоа, кога се почнува со работа, нели, сме млади, по цели денови на работа, па едно дете, па друго дете. И сите тие обврски, в семејниот бизнис, и кога сме на сите на исто ниво, нема проблем. Нели, одиме, работиме, завршуваме работа. Меѓутоа, како, нели, се расте со бизнисот, така мора и да се, нели, да доградуваме ние самите. И заклучокот е следен дека треба многу голем баланс. Многу голем баланс, каде што да не се меша проблемите на работа со дома, и дома да не се, дома да не се носи на работа и работата да не се носи дома. Ако добро ве разбирам, вие успеавте тој баланс да го постигнете, така што дома бевте дома, нели? Дома бев дома, Оставивте пред врата све. Како успеавте тоа да го направите? Дали некоја стратегија, посебна техника, Нема стратегија, одлука? него едноставно неми зборове за работа сега. Пуште ми извештај. Да. Утре од 8 до 4. Така да беше прати ми извештај, сега не ми зборове за работа. А нормално кога има се одлуки да се донесат, кога ќе излезе некој проблем, нормално ќе се сподели, меѓутоа не. Ама тоа не е секојдневно, Тоа не е. Се работи вон работно време. Да. А кажете ми, вие спомнавте предизвици што ги имавте во работа и кажете ми кои предизвици ги поминувате полесно, тие на работа или тие дома со семејството? Кое менаџирање е потешко, да кажам, за вас? Види, на работа, ако може да изменаџираме 300 луѓе, дома тројца ич не е проблем. Добро. Пошто повеќето викаат дека дома е потешко и ако се помалку, ама... Не. Дома е многу полесно. Само знаете како, ако на работа има правила и процедури, мора тие правила и процедури и дома да ги. А да ги пресликуваме дома. Така да, тоа е тоа. Даница, да ми кажете нешто за вас, осим работата, што ве прави среќна, што правите, некое хоби кое ве исполнува вас? Па дури бев помлада, вака да кажам, наводници,
ми исполнуваше шетање, се шетавме сегде како што ќе наумев. Сега како се одминуваат годините, нели, како више и децата, више не си потребни за деца, поише хоби во викендица, низ двор, да, некое старо нешто да преработам, да го направам ново, да го украсам. Да. Така, тие работи ме да направам нешто. Пак ми е хобито да направам нешто. Значи старото столче да го офарбам, нели Но некако во тишина може така, повеќе. тишина, мир, да се Непристапност. занесеш и дека нешто правиш, а на крајот па тоа што го направиш да го видиш да ти биде убаво. Да. И која е визија за понатаму, Даница, бидејќи од се што разбрав од разговор, визионер сте како човек и од секогаш постоеше таа визија. Која е визија за иднина, за идните 5 години, да кажеме, каде се гледа Рептил? Па, следната визија ми е да ставам, да се тргнам, да не бидам генерален директор. Значи, планот ми е со моите 50 години да се тргнам, да не бидам генерален директор, да поставам човек кој што таа работа ќе работи, кој што ќе ги врши нели тие секојдневни обврски како управител, како генерален директор. Јас ќе си мислам на страна за развој и се шалам со ќерка ми, ќе си седам во сметководство и ќе си книжам. А во сметководство, кај финансиите. Како? Во сметководство, Дека ќе ми биде кај досадно финансии. кога ќе нема што да правам. Тука Така да се- тоа ми е таргетот, значи наредни 5 години таргетот ми е да, значи целата визија ми е да го постави, да се повлечеме јас и сопругот, да поставиме луѓе кои што ќе си работат, кои што А ќе водат паралелно со фирмата. ова правите, градите тим најверојатно, нели, за да Па може ние имаме да и среден да. менеджмент, имаме тимови, имаме се, меѓутоа се уште сум јас, нели? Да. На Тука се отвара тоа на- прашање на делегирање, бидејќи знам и од собствено искуство, кога нешто градиме, кога правиме, понекогаш е тешко ни да мислиме дека ние тоа најдобро го правиме, меѓутоа таа сигурност, колку е како е со делегирање? Па јас мислам на дека ние обврски? тоа што знаевме, што можевме, го направивме веќе. И веќе понатака мислам дека само ќе биде мачење. Добро. И си има професионалци, Да. кои што се професионалци, кои што немаат емоции, бидејќи ние во нашиот бизнис имаме многу емоции заедно, и кон вработен, и кон се, кои што професионалци ќе си дојдат и кои што си ја знаат работата многу подобро од нас. Спомнавте емоции. Колку се тие, да кажеме, посакувани во деловниот свет? Не се воопшто посакувани. Затоа сум Дали не се посакувани или учење Значи, на да ги менаџираме емоции? Не, да емоциите, сачуваме? види, јас знам само едно дека во бизнисот не треба да има емоции. Ако сакаме успех, врвен, не треба да има емоции. Ali od druga strana slušnam дека тие емоции придонесува на тоа да вашите вработени остануваат и бидат тука. Така е, ама затоа мојот таргет беше задоволни вработени и нормален живот. Значи јас седев по 3 месеци на одмор, си имав камп, си седев во лето, значи јас целиот систем мене ми беше поставен. Јас само поклучував лаптоп за плата кој ќе требаше. Значи зборам за лето дека ми беа мали деца. Значи јас никогаш не сум била таа што само дека треба ја да бидам на пиедесталот и само ја што ќе кажам целото. Значи тимови секогаш сме направиле тимови и секој вработен, градење на тимови, значи да. секогаш, значи од старт сме направиле тимови. Значи првата организациона шема кога направи работните обврски во 2003 година, работни задачи, секој едно ново вработување што кога поставив првиот шеф, кога поставив првиот раководител, тој веќе сам за себе си работеше работата. И тоа е таа доверба. која И имате. затоа мора да се има доверба. Ако се нема доверба, нема успех. Не можеме. Довербата е клучна работа. Друго, кога ти тоа сето тоа го, значи едноставно му даваш и не само доверба, него и го вреднуваш човекот дека тој може сам тоа да го сработи. А за тоа што го сработува, нормално си добива награда, си е задоволен. Да. Така да сите сме хепи, нели? Сите сме среќни. Значи тоа е тоа баш градење на однос, на доверба помеѓу различни нивоа, да кажеме. Емоциите, да, емоциите се присутни, кога ќе треба да донесеме одлука некоја поригорозна,
ајде да не го бркаме, ќе му даеме друго да сработи. Ајде да не се караме, сгрешила. Нели? Меѓутоа таа грешка кошта, нели? Да. Толеранција, да. Значи толеранцијата, па таа грешка што кошта, после тоа нели ние треба дали тој ајде сега да не, ајде, нека помине. Ајде нека помине. Тоа ајде нека помине, нели? Да. Тоа е и прашање на одговорност на луѓето, колку се одговорни самите да превземат одговорност и за собствена работа, нели, и за собствено на крај на задоволство. Па јас можам само да ви кажам едно вака дека сите сакаат да бидат директори и менаџери, меѓутоа без одговорност. Така да ако вие пошто сте од едукацијата од другата страна, која постои таква нека место директор без одговорност. Нема таква. Имате таква нешто, не е никаков проблем. Така да многу ретко, значи посебно е многу тешко за жените кои што нели имаат капацитет во нив, може да одат напред, може да бидат одговорни, можат добро да заработат, меѓутоа имаат бариера во нивниот раст. Дали била бариера од страна на сопругот, дали собствена бариера дека нели деца, ручек, маш, меѓутоа претежно сопружниците се тие што ги кочат. Така, да. Што е многу, мислам, за веќе ако веќе правиме нели демократија и ако размислуваме демократски, се однесуваме демократски и имаме нели барања демократски, тука веќе е многу е контрадикторна целата работа. Да. Моето едно искуство со странска фирма, мислам не од Македонија надвор, кога нели имаме и тие едукации наши. Таму на пример доаѓа млад човек и му се дава можност да испробува каде повеќе, значи он ќе биде најадекватен, али од друга страна ако сгреши, тогаш се зема предвид зошто, дали нема одредени услови, дали што му е потребно и му се овозможува. Меѓутоа се бара одговорност што тој ќе превземе, каква одговорност тој ќе превземе ако во иднина не ја прави соодветно работа. Мислим како е во Македонија, тука како е. Па, дали тука, е применлив тој? Ние се метод? Трудиме да го применуваме тој метод, меѓутоа тој метод герилски го применуваме, што значи тоа значи дека тоа го бараме да даваме можности, нели се вработуваме за една позиција, гледаме дека не бива, значи поминува еден месец, па му даваш друга, трета, пета, дека го најдеш правото место. Нормално одговорноста никој не размисла, треба ние да му наметнеме нели кон извештај, кон резултати за да дојде до свесноста, меѓутоа кога се работи така да ја наметнуваме таа одговорност. Меѓутоа немаме модул, немаме законски модул, немаме регулатива, немаме ништо како да ги обврземе за одговорноста нивна лична. Да, мислите дека тоа е потребно на почеток да има и законска регулатива истовремено и промена на мајндсетот, најверојатно на кај промената на мајндсетот нормално ние треба да го правиме преку едукација, преку обуки, преку се. Меѓутоа мое размислување дека се значи не така како едни работат за плата, едни работат затоа што се во фирмата. Сега, тие што работат дека се во фирмата и се лојални, се 50-50, нели? Да. Тие што работат за плата, тие газат, меѓутоа нема како се заштитиме ни од нив. Добро. Дали ме разбирате? Да, сега разбирам, да. Значи, вие како да кажеме собственици, како управители, немате заштита, нели? Изложени сте на... И затоа стои на правилото, односно зборам чаршиското муабет, нели све треба преку управителот, преку собственикот, тој мора се да види, се да провери, нели? Да. Затоа нас ни е наметнато да мора така да функционира. Така функционира, да. Колку е тоа стресно, да кажеме? Па видите вака, све зависи у која фаза сте и како ќе го прифаќате тоа стресното. Значи, јас многу работев на личниот развој, значи, како да го прифаќам стресот, како тоа да го избалансирам, проблем кој ќе настане, нема ти си крив, него секогаш се враќаш чекор по чекор, гледаш зошто и каде потекнал проблемот, бидејќи
Не се секогаш сите човекот каде што настанал вработениот проблем, не е секогаш тој виновен. И не може секогаш него да го обвиниме. Мора да се вратиме назад, нели? Да направиме преиспитување на постапките и да го најдеме од кај поттекнува главниот проблем. Па за да што на крајот кој ќе се скрши чашата, веќе падната и скршена чашата. Враќање немаме назад, ама кој ќе ги најдеме грешките кај не се, ќе ги коригираме за воиднина, за да не ни се повторува истиот проблем. Даница, многу убаво кажано, мислам, она што јас се разбрав од ова дека како растеше и се развиваше вашата компанија, така и вие растевте и се развивавте. И дека тоа не се некои работи ги поседува човекот, али многу од тоа се учи и затоа се потребни и надградување на личниот развој, на развој на тимови, а со тоа расте и организација. Така, јас мислам дека 10% е лидерството во тебе, 90% е школото, односно учењето. И многу убава поента, пошто и целта на овие, да кажам, подкасти е да докажеме некако дека и луѓето кои постигнале многу не е само игра на среќа, туку работат многу на себе си и цело време нели учат, пошто некогаш постои таа идеја дека нели јас го можам ова. Ние се можеме, ама некогаш ни треба малце помош. И баш нашите обуки за личен развој се баш во тој дел, да кажеме, и целта на подкасти е да докажеме дека успешните луѓе работат на себе си, освен што работат на себе си многу повеќе, да кажам, од тие што некои што се помалце успешни. Така да ми беше многу мило, фала ви. И за крај некоја порака за млади луѓе. Најтешко е сега на овие млади луѓе порака да им даеме. Многу се попаметни од нас и многу се поинформирани. Во женското предприемништво и дали имаме здруженија бизнис жени, многу се пропагира да сите имаат свој приватен бизнис, да секој на секој можен начин да најде модул како да стане собственик, односно да има свој приватен бизнис. Меѓутоа, не под секоја цена, секогаш викам, за нашите млади луѓе. Убаво од страна све да се гледа. И дека мислиме дека се можеме. Меѓутоа, или нека донесат одлука, нели, и нека сгазат, односно, треба многу работа, многу труд, многу учење, без разлика на сите факултети и на сите курсеви. Так, и одречување многу, да. Одречување многу работи, или нека си бидат секогаш фали добар и подобар менаџер, раководител, продавач, кувар, готвач, што и да е. Тоа значи реално да си ги процениме собствените. Мора да си ги реално процениме собствените квалитети. Спремни да вложиме време и труд. Затоа што јас мислам дека многу е полесно да одам да работам за добра менаџерска плата, отколку да водам цела фирма, односно со сите проблематики. Така да препорака на младите дека не мора сите да бидеме предприемачи, не мора да бидеме сите собственици, може да бидеме многу среќни ако идеме негде каде си работиме за менаџерска плата. И да го направиме тоа што го правиме со целосен потенцијал. Секоја чест има стварно млади совршенства. Стварно има капацитети. Секоја чест за сите. Меѓутоа не може сите да бидеме исти. Така. Различни сме. Многу ми е жал што младите не остануваат во Македонија, што бегаат, што ние немаме допир до нив, не можеме да дојдеме до добрите кадри. Така да единствена препорака на младите е останете во Македонија, дајте оваа држава да направиме држава и да бидеме сите среќни. Давајте шанси. Фала, Даница, многу онака инспиративен подкаст. Фала, беше задоволство. Мен.